Како еден мал дуќан може да прерасне во развиена мрежа на продавници во и надвор од границите на државата? Одговорот на ова прашање го знаат само ретките успешни компании кои со години не само што опстојуваат на пазарот, туку умеат да растат дури и во време на светска криза. Јас сум Горан Цветинов, комерцијален директор во Нептун, најголемиот ланец за потрошувачка електроника во Македонија. Компанијата Евромедија, попозната по својот бренд малопродажната мрежа Нептун, е една од најуспешните македонски бизнис приказни. Од мало дуќанче за црна и бела техника во Скопје, оваа компанија по една деценија развој успеа да го освои македонскиот, но и регионалниот пазар. Поставувајќи нови дестинации во бизнисот, Евромедија ги доближи продавниците Нептун до граѓаните и го лансираше трендот на отварање на продавници со голем формат. Успешниот менеджмент, визијата и посветеноста кон стратешките цели беа причина на најголемите светски брендови, како Sony, Philips, Samsung, Panasonic и многу други, да ја дадат довербата на Евромедија, да ги пласира нивните производи во мрежата Нептун. Фокусот на купувачите, претворањето на купувањето во задоволство, брзата испорака и инсталацијата на производите, грижата за рециклирање на старите производи на купувачите, се само мал дел од сето она што денес ја разликува Евромедија Нептун и ја прави вистински македонски супербренд. Господин Светинов, кога конкретно 90-тите почнувавте со Нептун, што всушност значеше во 98-ма Нептун? Па, всушност во 90-тите години, како што самите рековте, имаше многу продавници за потрошувачка електроника и бела техника, или така наречени комисиони се викаа во тоа време. Ги имаше премногу, но сите беа без некаков концепт на работа, односно држеа само одредени брендови или одредена категорија на производи. Тука ние ја видовме можноста да ги канализираме сите групи на производи кои со едно заедничко име ги викаме потрошувачка електроника, да бидат достапни на едно место. Како втор недостаток на тие продавници го детектиравме авансното плаќање кај нив и чекањето за добивање за испорака на производот, дури кој траеше дури со по неколку месеци. Така да тука препознавме можност да отвориме една продавница со поголемо портфолио на производи кои би ги имале на залиха, би биле опипливи и изложени во самата продавница и купувачот би можел да веднаш си ги подигне. Така и се решивме да ја отвориме нашата прва продавница, не толку далечната 1998 година во Скопје. Тоа беше мало дуќанче, за разлика од од денешна перспектива, тоа е микро дуќанче би го нарекол, знаејќи ги капацитетите денеска и потрошувачките навики денеска на купувачите, значи беше многу мал дуќан со многу мал персонал од тројца-четворица луѓе, но со многу голема желба и мотивираност од наша страна, значи да направиме нешто повеќе, да се прошириме, така да, фала Богу, до ден денеска таа цел успешно ја остваруваме. Да, концептот ви бил да се разликувате од другите. Значи ли тоа дека следната фаза беше да комуницирате со светските брендови, за да може да ги донесете не само кај вас во продавница, туку и на залиха? И како всушност одеше процедурата на правење контакти, токму вас да ви веруваат дека сте вистинската фирма на која што Sony треба да ги даде телевизорите? За да еден добавувач од калибарот на Sony или Samsung, Philips, Beko или кој да ви ја довери, да ви ги довери вашите производи, да вие бидете застапници на тој пазар, значи навистина бара многу работа, има котрпна работа, односно они барат пред се покажување на резултати, па после тоа да некако вие остава таа доверба да вие ги продавате и презентирате нивните производи во најдобро светло. Тоа ние го направивме на најдобар можен начин, се трудевме да биде така и беше успешно, така да денеска сме застапници буквално на сите брендови од овој дел од работата. За неколку години Нептун од мал дуќан прерасна во поголем продажен простор. Побарувачката бараше ширење и на асортиманот на производи. Покрај црната техника, Нептун ја воведе и крупната бела техника, која бараше поголем простор за изложување. По 2 години работа, отвори уште неколку продавници на различни локации во Скопје, а потоа и во Тетово, Гостивар, Охрид. Денес брендот има 16 продавници во сите поголеми градови во Македонија.
Нептун има и 6 продавници во Косово и, како што вели Цветинов, големи планови за воиднина. Многу можеби потрошувачите не знаат дека всушност Евромедија е фирмата која се това го направила. Дали Евромедија со оглед на регионалното ширење е веќе Евромедија International или Нептун International? Прво објасните ги двата бренда, затоа што едно е фирмата, а Нептун е брендот за продавниците. Евромедија е правното лице која делува и работи во Македонија, додека Нептун е ланецот на продавници, односно брендот кој го користиме за ланецот на продавници кој го имаме не само во Македонија и во Косово, како што веќе споменав, но Нептун е исто така распространет и во Албанија, Црна Гора и во Србија. Со исто така голем број на продавници и можам да слободно да кажам дека е лидер во регионот. Вас ви беше целта практично да го запоследнете пазарот, очигледно со обемот на ширење. Меѓутоа, колку во услови на вакво стопанство во Македонија и економија, каде што имавме нестабилен период во 2001, вие веднаш потоа почнувате и да се ширите. Колку економската ситуација во Македонија влијаела на вашите одлуки? И исто така во овој период од 3 години, кога сите нели кукаат дека е криза, дека нема пари на пазарот, вие се развивте многу. Го отворивте бриколаш и следува, се надевам наскоро, и отварањето на новиот мол. Да, и покрај економската криза, значи ние целиот наш капитал, односно целата наша добивка ја реинвестираме и сакаме да, како крајна цел, развојно ориентирана компанија, значи се уште мислиме дека има простор да се прошириме, односно самиот, да кажам, демант на пазарот ни налага да отвараме продавници кои ќе видат со многу поголем формат, бидејќи купувачките навики од ден на ден се менуваат, луѓето се поприбирливи, сакаат да видат што е можно поголем асортиман на производи. Покрај оваа спомената продавница што ја спомнавте, која отворивме на почетокот на месец април во населбата Аеродром, следна фаза ќе ни биде продавницата во ново изградениот трговски центар Скопје Сити Мол и таа ќе се простира на површина од 2500 метри квадратни и ќе биде најголема во регионот. Вие сте еден од инвеститорите во новиот мол практично со оглед на габаритот. Така. Што за вас значат овие инвестиции? Да се створи навика кај купувачот дека доколку сака да купи фрижидер, телевизор, машина за перење, единствено место каде што може сето тоа да го најде токму вашата продавница? Токму така, но покрај производите, нашата цел е да купувачот добие и друг тип на услуги во смисла на финансирање, значи да му овозможиме на сите можни начини кои се најпригодни за нив да го купат производот. Сакаме да им овозможиме купувањето да им биде задоволство, значи ние се грижиме буквално за све, до испорака на производот дома, негова инсталација, дури и собирање на стариот производ кој ако им смета и го сметаат за отпад, ние им го зимаме на крајните купувачи и соодветно во соработка со компанија за рециклирање го складираме. Со реализација на амбициозните планови на Евромедија за брендот Нептун, компанијата очекува до крајот на годината да го заокружи продажниот ланец на производи на црна и бела техника во Македонија, со отварање на нови продавници во Скопје, Гевгилија, Велес, Кичево и Дебар. И додека за многумина светската економска криза е главна бариера, Цветинов смета дека може да биде вистинско време за вистински инвестиции, како што е шопинг молот. Евромедија и во ова време на криза покажа како со реинвестирање на добивката од сопствени извори, една компанија може да расте дури и во најекстремните услови на пазарот. Оно што направивте како еден психолошки трик при отварањето на новата продавница беше екстра намалени цени. Таков попуст во Македонија немало. И видовме тепачки пред продавниците. Колку за тоа всушност успеавте во намерата да добиете во маркетиншка смисла, а колку можеби изгубивте со тоа што навистина настана? Реални купувачи да им овозможиме да купат нешто со намалени цени, нормално за тој ден на отварањето, и со цел да ја промовираме новата продавница на најдобар можен начин, односно да дојде што е можно повеќе луѓе, да ја посетат и да се уверат во она што ние го нудиме како производи, асортиман
и услуги и квалитет на тие услуги. Така да можам слободно да кажам дека фидбекот од тоа отварање е повеќе позитивен отколку негативен. Значи, околу попустите и овие маркетинг активности што ние ги правиме се планирани однапред на годишно ниво. Значи, однапред имаме зацртан план што и кога ќе правиме. Околу вакви акции со многу големи попусти, значи ги правиме за отварање на нови продавници, додека во континуитет имаме цело време некакви попусти на одредени производи, така да. Во однос на менаџерска смисла, ако сте почнале 3/4 во 98, колку луѓе сега има компанијата и како всушност ја менаџирате со оглед на тоа дека е интернешнл и мислам и регионално развиена? Моментално имаме околу 230 вработени, до крајот на годината со оваа експанзија што веќе спомнав, сигурно ќе поминеме бројката од 250 вработени. Менаџирањето нормално, како се развивавме, така ги развивавме секторите внатре во компанијата, сектор по сектор, како ни се јавуваше потреба, така ги развивавме, така вработувавме професионалци кои се делуваат во нивните полиња на работа. Матичната фирма е овде во Скопје, од тука управувате и со Албанија, да речеме Косово и Црна Гора, Србија? Не, матичната фирма е во Скопје за Македонија и за Косово, додека во Албанија е уште еден, условно кажано, центар кој командува со Албанија и Црна Гора и уште една компанија има што работи. Зад успехот на Евромедија и брендот Нептун се крие храброста во бизнисот. Малиот пазар и големите ризици што ги носи воопшто не беа бариера за оваа компанија фокусирана на своите краткорочни и долгорочни планови за развој. Вербата на менаџерите во деловната стратегија и капацитетот за постојано подобрување се адутите што од почетокот ја водат Евромедија кон успех. Како ви оди со конкуренцијата или обидот да доминирате практично не монополизација на пазарот, туку доминантна позиција на пазарот? Конкуренцијата секогаш ја гледаме од позитивната страна, односно таа е таа што ни дава мотив да работиме повеќе, што не држи будни и не ни дава да заспиеме, но сепак сме насочени кон нашата деловна стратегија, нормално ја анализираме конкуренцијата, се трудиме да ги откриеме нашите слабости кои се и да на најсоодветен начин ги анулираме, но сепак си имаме строго зацртана деловна политика и независно од тоа како работи конкуренцијата, ние се држиме до оној курс кој што сме си го предвидели. Која е следната етапа доколку е сега со ситимовот отварање на нови продавници, дали сето тоа би можело да го пренесете и во другите големи градови, освен Тирана, кај што се присутни, да речеме Белград, Подгорица, па можеби и посеверно? Како што кажав, ние делуваме овде како Евромедија Нептун, делуваме локално, само на македонскиот и косовскиот пазар, со сигурност дека нашиот асортиман на производи, како што го зголемуваме, ќе мора да го зголемиме форматот на продавниците. Тој процес веќе во Скопје го започнавме и оваа година ќе го финализираме, така да во наредните години сигурно ќе следи процес на проширување во оние градови каде што сме сега присутни, ќе следи процес на проширување на самите продажни објекти. Што е за крај најбитно кога особено имате еден ваков бизнис кој што многу зависи од потрошувачите? Нормално секој ќе купи тоа што му треба. Дали вие сакате да го наметнете мотото на дали вам најмногу ви значат оние редовни традиционално ваши потрошувачи и оние кои што се нови и да ги убедите луѓето дека Нептун е фирмата која што ќе им понуди се што посакаат да купат. Ако сакат да ги потрошат парите, да ги потрошат кај вас. Како мислам, ова дел е и маркетинг, дел е и веројатно и ширењето е во таа смисла. Така, значи како деловна стратегија наша дека секогаш купувачот е епицентар на случувањата и секогаш поаѓаме од таа филозофија кои се нивните потреби на купувачите. Секогаш пред се ставаме на нивното место, што би сакале они да добијат како производ и како услуга, така да целата деловна стратегија ја насочуваме баш во тој правец. И како што веќе напоменав, покрај производи нудиме и многу други дополнителни услуги кои сметам дека им го олеснуваат купувањето на нашите потрошувачи и дека им го прават многу полесно. Нормално се трудиме да ги задржиме нашите купувачи, но се трудиме и да ствараме нови лојални
купувачи со овие услуги и производи кои ги нудиме.